Цивил медија. Сонја Исмаил, културен работник, активист, диџеј. Луѓето те доживуваат на многу начини. Како ти најчесто се доживуваш себе си? Која улога највеќе ти лежи? Па веројатно и јас самата себе се доживувам во една палета од идентитети, така што во зависност од ситуацијата сум тоа што ситуацијата налага да бидам или онак сум она што се чувствувам во моментот. Така што да, понекогаш сум мајка, понекогаш сум вработена во Младинскиот културен центар, понекогаш сум диџеј, понекогаш сум нели пријателка, другарка, па и ето, активист, ако така сакате. Бевте дел од повеќе граѓански иницијативи, кога во времето имаше притисоци и сето тоа. Кажете ни нешто повеќе околу. Па се вклучував или иницирав сама или заедно со мои пријатели, истомисленици, иницијативи кои што има за цел да го променат анахроното дивење во Македонија и нели идеи и иницијативи кои што има за цел да се спротивстават на истите тие анахрони политики и да ги променат. Нешто успеавме да промениме, нешто не успеавме и така. Човекови права, што најчесто ви текнува за тоа? Какви се човековите права во Македонија? Кога ќе ми текне на човекови права, прво помислам на нивното флагрантно кршење во еден мрачен период кој што се надевам дека е зад нас, а она што е пред нас се надевам дека ќе биде некоја посветла иднина во однос на човековите права. Човековите права се нешто што треба да го живееме, да го разбираме и да го почитуваме секој ден, секој миг, секој од нас. Затоа што тие се заеднички и се универзални. Кажете ми нешто повеќе за вашата приказна, како станавте вие диџеј, од каде започнавте, од каде идејата за тоа? Прво тоа не беше моја идеја, беше идеја на мојот драг пријател, режисерот Срđan Јанакиевиќ, кој што во тој период држаше еден многу добар клуб во Девармао, во Скопје, кој што се викаше Лудница и тој имаше идеја да направи првоаприлски маскамбал и сакаше музиката која што ќе се пушта таа вечер, да ја пушта девојка. И додека седевме една вечер на шанк, тој ми рече, мислам дека тоа треба да бидеш ти. Јас му реков не, тоа ќе бидеш ти. Беше прилично настојчив и јас немав друг избор освен да се подготвам за тој првоаприлски маскамбал кој што беше инспириран од 80-тите години на минатиот век и се случи фантастична журка и после тоа продолжи спонтано. Повик од еден клуб, од друг клуб, еден кафич, друг кафич, домашни забави и така натаму. И за крај вашата порака за 10 декември, денот на човековите права. Па мислам дека ја кажав во претходниот одговор. Значи, не смееме никогаш да забораваме дека човековите права се универзални и дека важат за секого и дека ниедно наше човеково право не сме да ограничи нечие туго човеково право. Цивил медија.